Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Што е тоа да се биде христијанин и како таков кон што треба да се стреми? Дефиницијата за оваа прашање би било ова. Тоа е личност која исповедува и верува во Исус Христос или побожност која е втемелена на Христовото учење. Тоа е добра основа да одговориме на прашањето што значи да бидеш вистински христијанин. Зборот христијанин во Новиот Завет е употребен 3 пати. Во Дела на апостолите, 11 глава, 26 стих, Дела на апостолите, 26 глава, 28 стих и првото писмо на Петар, 4 глава, 16 стих. Тие што го следеле Исус за прв пат биле наречени христијани во градот Антиохија. Така ги нарекле бидејќи нивниот начин на однесување, активност и зборување наликуваше во сообразност со она што го објави Христос. Зборот христијанин буквално значи припадник на Христос или следбеник на Христос, тој што целосно му се посветил на неговото учење. Но за жал во текот на историјата зборот христијанин во голем дел го изгуби своето првобитно значење и често пати се користи од некој кој е само религиозен или има изградено свои лични морални вредности кои во севкупниот живот не го одразува христијанството како што го објави Исус Христос. Има многумина кои не му се воопшто посветени на Исус Христос, а сепак, во својата религиозна определба се изјаснуваат дека се христијани, па дури спремни се да војуваат за христијанството, бранејќи го туѓи нехристијански религии. Така се изјаснуваат бидејќи одат во христијански храмови, живеат во народ каде што се декларира христијански, но одење во храм или црква не го прави никого вистински христијанин, ниту пак го прави да биде добар во моралот и етиката. Да се биде формално член на христијанството и да се прават надворешни дела засновани од човечки фактор, никого не го прави Христов следбеник. Библијата учи поинаку. Библијата учи дека добрите дела не се прифатливи за Бог како средство за спасение. Вистинскиот христијанин не се надева на тоа. Еве што запишал апостол Павле. Тој не спаси, се мисли на Исус Христос, не врз основа на праведните дела што сме ги направиле ние, туку по својата милост преку капењето на новораѓањето и обновата на Светиот Дух. Послание од Тит, 3 глава, 5 стих. Да се биде христијанин значи да се роди некој од озгора, од небото, од самиот Бог преку Светиот Дух. Откако ќе стане нова личност, тој ја полага сета своја доверба во Исус и живее во согласност со неговото учење. Павле во тој поглед јасно го дефинирал спасението, велејќи: по благодат сте спасени преку верата, не од вас самите, тоа е Божи дар. Ефесјаните 2 глава 8 стих. Вистинскиот христијанин е човек кој ја ставил својата доверба во личноста и делото на Исус Христос, вклучувајќи ја неговата смрт на крстот, платата и откупот за нашите гревови, како и неговото воскресение на третиот ден по неговата смрт. Апостол Јован за таквите христијани вели дека се овластени и имаат Божи печат. Еве што запишал. А на сите што го примија, на тие што веруваат во неговото име, им даде право или власт да станат Божи деца. Евангелие според Јован, 1 глава, 12 стих. А како препознатливост дека некој е христијанин е љубовта и послушноста кон неговиот објавен Божи збор. Вистинскиот христијанин е вистинско Божјо дете и е дел од севкупното Божјо семејство, имајќи целосно нов живот преку наново раѓање во Господа Исуса Христа.
Дали си ти донел одлука за да бидеш вистински следбеник на Исус Христос? Ако не си ја донел оваа одлука, денес е погоден ден за одлука, зашто тоа ќе ти биде вечен капитал што никој не може да ти го одземе, а тоа е вечен живот. Како такви христијани, ние имаме една многу важна задача, а тоа е да се стремиме кон светоста. Бидејќи светоста е Божја заповед, која не повикува со зборовите: бидете свети, зашто јас сум свет. Потоа апостол Павле во Римјаните 6 глава 22 стих запишал: вашиот плод е светост, а крајот вечен живот. Потоа во Римјаните 6 глава 19 стих вели: зборувам по-човечки заради слабоста на вашето тело, како што некогаш ги предадовте вашите членови да им служат на нечистотата и на беззаконието, за беззаконство, така сега предадете ги вашите членови да служат на правдата, за осветување. Христијанинот е човек кој е свет во Христос и истовремено се осветува преку добриот живот што го живее. Павле зборува за слабоста на телото. Нема дилема дека искуството на секој христијанин е такво какво што го читаме во овој стих. Телото е навистина слабо и постојано влече назад, кое сака да греши, да прави нечестни работи, да му се удоволи по секоја цена и да ги прави оние нешта што му се забрануваат. Едноставно речено, телото го сака тоа што го наследи од Адам, да греши и да се бунтува против Бог. Понекогаш и по многу години како зрел верник ќе направи грешки што ги правил кога бил безбожник. Но бидејќи има нова природа, тој брзо ќе се покае и ќе жали и нема да остане во гревот. Христијанинот преку наново раѓањето или сите верници имаат нова природа, духовна, која им е дадена од Бог преку Христос и се во постојана борба со грешните желби кои војуваат против духот. Тие понекогаш се изморуваат од борбата во нивната внатрешност и се чувствуваат немокни. Но често пати, или речиси секогаш, се чувствуваат како херои, кога знаат дека многу грешки и гревови што ги правеле во минатото сега веќе не ги прават, ниту пак помислуваат да ги прават. Павле вели: вие некогаш, тоа е минато време, живеевте во нечистота. Вашите членови или органи, раце, нозе, уши, очи и севкупниот живот беа во служба на беззаконието кое произведуваше беззаконие. Еден грев влечеше друг грев, еден престап, друг престап и се така во недоглед. Павле ги советува верниците да не ги употребуваат своите органи како што порано ги употребувале во служба на гревот. Сега како верници, секој орган со новата духовна природа треба да биде насочен кон правдата и светоста. Зошто не би ги послушале овие совети, кога знаеме дека ќе вродат изобилен плод, кои ќе ги направат христијаните многу посрекни и позадоволни во време кога насекаде владее неправда, духовен отпад, себичност и секакви зли појави. Тоа е голема чест што Бог те удостоил да бидеш негова алатка за извршување на неговата совршена волја, и тоа во време кога светот се распаѓа на ситни парчиња до целосно уништување. Дозволете му на духот да ве води и нема да ги извршувате делата на телото. Како пример ќе посочам неколку стихови. Павле пишува: но сега откако сте ослободени од гревот и откако се поставивте во служба на Бог, го имате вашиот плод осветувањето, а вечниот живот за крај, зашто смртта е плата за грев, но благодатниот Божји дар е вечен живот во Исус Христос нашиот Господ. Потоа Павле во Солуњаните 4 глава вели: најпосле, браќа, бараме и ве опоменуваме во Господ Исус да изобилувате повеќе во она што го примивте од нас, како треба да живеете и да му угодувате на Бог, како што и успевате во тоа. Имено,
Знаете какви наредби ви дадовме во името на Господ Исус, зашто ова е Божјата волја, вашето осветување, да се воздржувате од блудство, секој од вас да знае да го држи својот сад во светост и чест, не во похот на страст, како народите кои не го познаваат Бог. И така, тој што станал христијанин, не може да не биде христијанин. Тој постапува согласно со сите Божји уредби и го чека исполнувањето на блажената надеж Христос од небото, да го земе во небесното царство. Нему слава. Амин.